Ве поздравуваме денеска во името на Фактор здравје, вашата здрава навика. И денеска во контекст на нашето мото Мислете на себе, ќе бидеме концентрирани на темата, гостинката и можноста за заедничко комуницирање. Деталите и сето она што денеска ви го нудиме, ќе го откриете по првата рубрика. Насловена е Истражувањата докажа. Професорот Дейвид Фурман од Институтот за имунитет, трансплантација и инфекции од Стенфорд универзитетот во својата најнова студија докажа дека повеќе кофеин во организмот значи поголема заштита од хроничните состојби на воспаленијата. Неговиот тим анализирал примероци од крв од 100 млади и постари лица. Постарата група во споредба со помладата имала повеќе активност во неколку гени поврзани со разни воспаленија. Кај помладата група која имала пониски нивоа од овие фактори и била повеќе заштитена од воспаленија, заеднички било тоа што сите редовно внесувале кофеин во организмот. Оние кои пиеле повеќе од 5 шолји кафе дневно покажале екстремно ниски нивоа на активност на воспалителните гени. Причината за тоа е кофеинот кој што ги намалува нивните кола и буквално ги исклучува од функција. А во контекст на временските прилики и она што се случува и за што сме сведоци сите ние, ќе биде и денешната тема. Ќе зборуваме за акутните инфекции кај децата или во детската возраст, тема која што се уште е актуелна и кога зборуваме за овие инфекции, пред се мислиме на респираторниот тракт или систем кој што е најмногу афектиран во детската возраст. Но не случајно и гастроинтестиналниот систем е, би рекол, на второ место или второ по честота во однос на овие инфекции, но многу повеќе детали на оваа тема денеска ќе ви предостави професор доктор Марија Христова, која што е специјалист педијатар пулмоалерголог и која што гостува во името на поликлиниката Сити Медика од Скопје. Професор Христова, добар ден и благодарам што сте со нас. Како сте? Како се чувствувате во овој наш нов амбиент? Многу добро се чувствувам, познато ми е тоа. Благодарам што сте денеска. Вашето гостопримство ми годи многу. Ни годи нас, секако не импонира вашата стручност пред се што и денеска ќе ја донесете со новите информации. Ќе зборуваме и за Сити Медика и за она што денеска ни е тема. Ви посакувам убаво да се чувствувате како и јас во ваше друштво, а доколку и вие имате интерес да бидете со Фактор здравје, повелете во продолжение на еден од двата контакт телефони, јавете се и бидете директно во контакт со нас. Светската здравствена организација вели дека над 100 хронични незаразни болести, меѓу кои канцерот како најопасен, се добиваат како резултат на намален имунитет. Да не дозволиме да станеме пациенти, подобро е да превенираме. Затоа мојата препорака е Г-Натурал, докажаниот имуностимулатор, прифатен од страна на докторите, фармацевтите и пациентите. Една капсула пред појадок е терапија за силен имунитет, за долг и здрав живот. Stalo sa vám niečo? Nemáže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Те си, Гане! Си, ти Како е, матери, седи? Šta ima? Nema ništa. Lepo mi izgledaš. Tajna je u liposukcijskoj ishrani. Pa zar i ti? Željka sam sreo i on mi isto to kaže. Samardžić, on smršao 25 kila, čovječe. Mogu bi ti da probam? Od sutra krećem i ja. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. За силен имунитет, за здраво детство. G-Kids.
Денешната тема во Фактор здравје е насловена акутни инфекции кај деца. Уште еднаш ќе ви ја представам гостинката, професор доктор Марија Христова, специјалист педијатар пулмоалерголог во име на поликлиниката Сити Медика, денеска гостува во Фактор здравје. И за да ја поедноставиме или доближиме уште еднаш Сити Медика, подсетувам дека новата поликлиника се наоѓа на булеварот Илинденска, број 107, а двата директни контакт телефонски броеви се 02 3055 333 и 02 3074 545. Можете и во било кое време да се јавите на мобилниот телефон 070 240 919 и на страницата на глобалната мрежа www.mh-medica.mk. Бидејќи се е јасно, професор Христова, она што сакам и да го искористам вашето ценето присуство е фактот да ни ја предочите или представите Сити Медика и посебно вашиот оддел каде што вие ординирате. Само да кажам со задоволство дека имаме една нова поликлиника која ги содржи сите патологии, да се каже, и со лабораторија која овозможува сите анализи да се работат таму. Јас работам во одделот за пулмоалергологија од детска возраст па и кај и возрастните. Поликлиниката работи од 8 до 8. Покрај примерната давате нели услуги на ниво на секундарна и би рекол и терцијна здравствена заштита? Секогаш, да, имаме една мала просторија за дневна болница, што пациентите можат преку цел ден да добиват и терапија, терапијата и перорална, и мускулна, и венозна. Значи сите оние аспекти кои што се важни. Да. Ке се навратиме повторно на Сити Медика, но во контекст на темата што денеска имаме, зборуваме за акутните инфекции кај децата, она што е актуелно, се уште би рекол и она што сигурно е завршница на оваа сезона, ако можам така да се изразам, последниот бран. Кои се причините за овие акутни инфекции и покрај респираторниот, ја спомена во најавата, гастроинтестиналниот тракт е втор по честота во однос на зафатеноста. Да, поминавме една бурна сезона, мислам, со инфекции. Најчесто примарни беа вирусните инфекции, па над 90% може да се каже во амбулантите поминавме ова зима со вирусни инфекции, негде помал број се бактериските и тие вирусни инфекции. Поволните надворешни услови, аерозагаденоста, створи една подлога на респираторниот тракт да го намалат имунитетот, да го оштетат тој цилиарен механизам што го викаме ние, и тука веќе се појавија на таа подлога и алергиските заболувања. Значи, афекција од вирусни, бактериски и алергиски. Акутните инфекции на горните дишни патишта, ви реков, секогаш се примарно вирусот, а после се накалемуваат и бактериските. Па да се каже дека и настинките тука исто така стварат подлога една за да може и бактериска да се развие и понатака. Најчести беа горните дишни патишта. Од горните инфекции, акутните инфекции, најчесто беше ринитот, риносинузитот, тонзилитис и, нажалост, и сега и уште е присутна една бактериска инфекција која што го предизвикува стрептококот бета-хемолитичен, стрептококот пиогенес од групата А, која што понатака има последици кај детето во колку не се соодветно лекува, не се навреме диагностицира, доведува до една состојба каде што организамот сам сака да се брани од токсините кои што влегуваат од самата бактерија во организамот, се ствара еден имунокомплекс со антитело-антиген кој што може да го оштети организамот во својство на да оштети базални мембрани на срце, на бубрези, на зглобови и далекосечни компликации. Да, се осеќа една многу застапеност на тој стрептокок, дури се сметаше порано школска бактерија, школска болест. А сега дури од градинките добиваме деца кои што имаат стрептокок
овој што е пиогенез или бета-хемолитикус. За момент јас сакам да ги поканам гледачите 60919925 и 60919924 се директните начини за комуницирање со нас овде денеска во Фактор здравје и темата која што ја нудиме преку гостувањето на професор доктор Марија Христова. Ги споменавте градинките и основните и средните секако училишта, но би рекол дека оваа зима сведок сум, и вие сигурно ќе потврдите, многу дечиња кои што не одеа во такви јавни установи, предшколски и школски, исто така беа афектирани или погодени. Да, па има, сигурно тие пак се пренесуваат од поголемото дете оди во школа, оди или во градинка, го носи дома. Аерозагаденоста е максимално ни створи услови да го имаме тој голем број на болни дечиња, присутните вируси, присутната аерозагаденост, тие честици презаситени кои што влегуваат во респираторниот систем, прво во носот, ја оштетуваат, од носот почнува одбрамбениот систем, го оштетуваат, влегуваат во долните дишни патишта, го оштетуваат бронхот и тука веќе се ствара состојба една, не само акутни, и се ствара една состојба на хронични заболувања. Оштетен, намален имунолошки систем, тој цилијарен механизам, доведува до рецидиви, бидејќи не може организмот. Да. И после тоа разгаденоста и може да се каже кај дечиња кои што имат намален имунитет, кои што се слабокрвни, рахитични, и тие допринесува да се развива, да биде овој низок имунитет и да имаме почести на бактериски и вирусни инфекции. Кога зборуваме за акутните инфекции и она што беше и она што следува, секако, каква е клиничката слика и манифестација во зависност од тоа дали е вирусно предизвикана или бактеријска или алергиска? Добро се диференцираат сите тие вирусната, меѓувирусната и бактериската инфекција. Почетокот е секогаш почнува ринореа, се крече од носот, чешање на носот, чешање очињата, солзење, кашлање, кијавици, почнува гребење во грлото. Тоа е почетокот со многу висока температура, а се разликуваат бактериските по влошена исто така клиничка слика, појава на бактерија која што ја детектираме микробиологија, која бактерија е присутна, веќе се појавува, ако секретот бил слузав, бистр, веќе сега е гноев, е зелен, жолт. Значи, и клиничката слика при бактериските е многу потешка, со тоа да се развива еден на горните дишни патишта, еден синузитис, со кај поголемото дете главоболка, намалена концентрација, општа малаксаност, и во тоа е разликата меѓу вирусните и бактериските. Во крвната слика исто така се докажуваат висока леукоцитоза со неутрофилија. Кај вирусните имаме, исто така може да бидат високи леукоцити, али за сметка на лимфоцити. Тоа е ЦРП е високо кај бактериските, ниско кај вирусните. Имаме, лесно се диференцират и амбулантски, тоа не мора да се праќат во установи за терцијална. Значи, искусен педијатар веќе може да издиференцира зашто станува збор. Па децата е припаѓат и на педијатарот. Педијатарот треба да ги диагностицира и третира. Она што е многу важно се и родителите. Кажавте дека при бактериската инфекција или кога е предизвикувач бактерија, клиничката состојба или слика е подраматична, повеќе влошена во однос на вирусната, кога треба да се побара помош и колку во домашни услови и со што може да се третираат децата? Обично мајките и едуцирани мајки знаат дека вирусот почнува само висока температура, детето нема некои знаци со црвено грло, како што реков, таков секрет од носот. Мајката дома треба да се го третира, да не оди да излегува, да го носи детето, првите 2-3 дена да дава антипиретици, температурата да ја намалува, да дава витамини, добро да си го храни, тоа е при вирусната. А при бактериската веќе, ако после 4 дена продолжува да има температура, да се појавува други знаци за бактерија, треба да го однеси кај лекарот и ние, педијатарот, да одреди која бактерија,
каков е инфектот и како треба да се третира. И во однос на третманот, кога зборуваме за бактеријска инфекција и кога веќе тоа е докажано или препорачано, тогаш се делува со антибиотици. Мајките имат доста, уште се бориме со тоа и со дежурни лекари. Мајките одма ќе одат, било како да е, ќе одат на дежурство, дај ми антибиотик. Тоа е многу голема грешка што го прават мајките. Не смеат при вирусните инфекции да се дават антибиотици. После се ствара резистенција една што на тој не делува на таа бактерија ништо понатака. Бактериите се докажуваат кои се и тогаш се дава антибиотик. Никако има состојба... Со специфично дејство, не со широк спектар. Сигурно со на што е, кој е сензитив, која е таа бактерија, на што е сензитивна, на што е осетлива, се дава тој антибиотик. А не обично мајката, тоа така може да малце и понатака продолжува тој третман самите. Јас му дадов антибиотик. Се караме со мајките малце, али прифаќаат после да си дојдат кога треба тогаш да се даде антибиотик. Се знае дека многу широко е распространето тоа. Јас знам и ваши колеги, и вие сигурно подобро од мене знаете кои што исто на своја рака дават, иако не е индициран антибиотик, а го препишуваат дури на своите деца. Да. Ова што сакав уште да ве прашам, кога зборуваме за симптоматската терапија кај вирусните инфекции, сега има и антивиротици, нели, кои што се препорачуваат, што доколку детенцето одбива да јадат и при вирусни инфекции кажавте, висока е температурата и треба што повеќе, нели, да се дозираат витамини, течности, храна. Да, само треба да се обрне внимание на тоа да се детето да не дехидрира. Оти при високата температура детето да имат и во тек на оваа сезона и летото исто така имаше една состојба од вирусна инфекција, ентеровироза ја нарекуваме, со упорни повраќања и бргу децата дехидрираат и проливи се појавуваат, пошто ентеровироза и гастроинтестиналниот тракт се зафаќа. Во тој случај само рехидрацијата е потребна. Да се дава голема количина на течност, детето стално да се пои, да се затоплува дома да биде, да се дава температурата да падне, пошто при вирусите одат со многу високи температури, кој треба дете да си го бања, да си го масира, во тој случај и да дава витамини, да не го остави гладно, поготово при ентероколитите, кај што имаш брза перисталтика, може ако е гладно, цревцето гладно, па доваѓа до инвагинации, до нешто. Значи, обавезно диета и течности, задоволителни течности. Во диетата да нема млечни производи, да се дава обавезно оривче, шаргарепа, банана, печена јаболка и така, да биде при таа состојба да биде задоволено и гастроинтестиналниот тракт. А многу течности при вирозите. Да не дехидрираат. Сигурно. Во однос на алергиите ќе се вратиме по блокот реклами и во однос на инфекциите кои што го зафаќаат гастроинтестиналниот тракт ќе направиме мала пауза овде, а по блокот реклами ве очекуваме и вие доколку имате интерес да се јавите и да бидете денеска дел од Фактор здравје. Присуството на ХПВ вирусот и останатите сексуално преносливи заболувања представуваат сериозен здравствен проблем кај жената. Исто така представуваат и проблем при зачнувањето кај младите парови. Покрај останатата терапија користиме високи дози на природни антиоксиданси и имуностимулатори. Таков природен антиоксиданс и имуностимулатор представува и Г-Натурал, кој што е прифатен и од стручниот свет и од пациентите. Една таблета наутро пред јадење е доволна терапија за третман на истиве болести. Мојата препорака е Г-Натурал. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Другари, ево стиго е G-Kids. Препарат садржи 7 активnih prirodnih sastojaka koji udruženi štite imunni sistem. Ćao gejmeri, evo za vas sam doneo jedan specijalni G-Kids, može?
ne sadrži šećer, rastvara se u vodi, kurkuma mu daje narandžastu boju, a prirodnim putem se došlo do arome breske. Nije šala, nije vic, stigao je Jević. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Дозволете стручен тим да ве доведе до посакуваната перфекција. Дермапен, PRP вампирски третман, лазерски третмани, липолиза, ботокс, филери на сите регии со најнови методи. За перфектно убав изглед и здрава кожа, дерматолошко-естетска ординација Дерма Плюс. При појава на болка во грлото, потребен ви е брз и ефикасен начин за лекување. Земете Трахисан со докажано антибактериско, антисептично и анестетично дејство. Трахисан делува локално во грлото и брзо ја смирува болката. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства од лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Денот ви е исполнет со нервоза, патите од несоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Со професор доктор Марија Христова, специјалист педијатар пулмоалерголог, денеска зборуваме на тема акутни инфекции кај деца, а вие доколку имате интерес, уште еднаш ве поканувам на 6091-925 и 6091-924. Зборувајќи за поликлиниката Сити Медика, во чие што име гостува професор доктор Марија Христова, еве ги директните два телефонски броеви за закажување термин и консултација 02-3055-333 и 02-3074-545. Трипати www.mh-medica.mk е страницата на глобалната мрежа на поликлиниката Сити Медика, а и мобилниот телефон секојдневно ви стои на располагање 070-240-919. Зборувајќи за акутните инфекции, професорке, уште еден аспект остана, тоа се алергиите, кога тие се алергиски предизвикани. Како тука ја диференцирате диагностиката и што треба да се предочи? Да, алергиските афекции, тоа веќе се постои наследниот фактор, наследната предиспозиција која што децата ја добиваат од родителите, ама во сегашно време во овие услови кај што имавме аерозагаденост, тие честички агресивни фактори што го атакираат респираторниот систем, вирусите што го оштетуваат цилиарниот систем, пасивното пушење. Уште не можеме ние да се ослободиме, да ги ослободиме децата од присуство на никотинот, на пасивното пушење. Сето тоа, ако децата и да го нема тој фактор, наследен фактор, таа предиспозиција, децата може да ги добијат, да имат контакт со алергенот на една оголена лигавица респираторна, која ќе има контакт со алергенот, тогаш доваѓа се појавуваат овие алергични манифестации. А обично се знае дека алергичната манифестација е наследна состојба која што ја добиваат предиспозицијата од родителите, од двајцата родители или од едниот. Во сегашно време, сега во овој период, кога ја створивме таа подлога со намален имунитет на респираторниот тракт и веќе доваѓа сезоната која е преполна не само со аерозагаденост, со многу алергени, поленозите еве ни се на врата. После месец дена, можеби и порано малку, и порано ќе почнуваат овие раноцветачките дрвја, полените од раноцветачките дрвја. Тука веќе ќе имаме, сега ќе имаме една бурна клиничка слика на кај дете кој прележало респираторна инфекција, вирусна или бактериска, кој го поминало овој период кај на аерозагаденост, имаме подлога да се развиваат и тие потешки алергични манифестации. Лесно се диференцираат алергичната манифестација, нема температура, првиот контакт на респираторниот систем
е со носната лигавица, нали, да почнува носето да се цернира бистар секрет, почнуваат кијавиците, почнуваат кашлица, една сува надражајна, солзење на очињата, црвени очички и без температура. Тоа се првите знаци на алергичната манифестација. Со разлика од другите, кај што имаме голема разлика и во крвната слика, и во докажување. Најлесно се докажуваат, најлесно се диагностицира алергичната состојба, каде што имаме, кај што реков, оштетен имунитет, али кај што имаме и предиспозиција, каде е имуноглобулинот серумскиот покачен и специфичниот, а специфичните ги одредуваме со кожните тестови. Веќе над 2 годишна возраст може да се одредат нутритивните алергени, да знаеме дали храната, дали храната е предизвикувач на оваа алергична компонента, а после тоа можеме и инхалативните да ги одредиме и што понатака ни помагат многу во третманот на ова манифестација. И уште едно нешто за кое што сакам денеска да спомнеме и да дадеме аспект, тоа се инфекциите, акутните инфекции кои што го афектираат или погодуваат гастроинтестиналниот тракт. Па, имавме многу, не само оваа сезона зимската, имаме и многу и преку летото. Ентеровирози, доста докажани, се ги докажуваат на инфективна клиника, таму кај што се потешките состојби ги праќаме на инфективна клиника, докажани ротавирусот, ентеровируси други, коксаки и други вируси, што во некоја состојба дури имаме многу тешка клиничка слика, дури со крварење, со тешка дехидрација, губење на течности, со повраќање, малаксаност, оштетување на цилиарниот механизам во гастроинтестиналниот тракт исто така. Значи цилите не се само во респираторниот да, и тука систем. се, па таа што е храната, што ја абсорбират, нали? И тука ако имаме намален имуносерумскиот имуноглобулин А, имаме серумски, секреторен и серумски. Серумскиот е општиот, што можеби нема удел голем во респираторниот систем и гастроинтестиналниот, али секреторниот, кој што е битен, кој што го продуцира лимфното ткиво, кој што се наоѓа вдолж самото респираторен тракт и вдолж гастроинтестиналниот. Ако е тој намален, а кај помалите деца покасно продукцијата се нормализира на секреторниот, тука и состојбата е многу потешка. И тогаш е тие најтешките вирусни состојби го оштетуваат. Ве реков, детето се покажува со една тешка клиничка слика, дури вирусот може да направи некои менингиални реакции. Значи дојде до оштетување на мозокот. Да. Што е најмалку посакуваната нормална реакција или компликација. Кога зборуваме за овие вируси и предизвикувачи врз гастроинтестиналниот тракт, кои се причините за појава за овие акутни инфекции кои што го афектираат овој систем? Ништо, вирусите се. Повторно. Вирусите, ретко бактерија, тоа некое време може имаше салмонелозата, дизентеријата што беше предизвикана од шигела. Најчесто сега се вирусните инфекции предизвикувачи на оваа состојба. Го имаме првото јавување да го слушнеме денес во Фактор здравје. Добар ден. Ало, дали сте на линија? Доколку не сте, продолжете или јавете се повторно. Дали имаме гледач на втората линија? Доколку немаме, повелете, ве поканувам уште еднаш. Ги имате телефонските броеви, а јас кратко подсетувам дека акутните инфекции кај деца денеска ви ги приближуваме како тема преку гостувањето на професор доктор Марија Христова, која што е специјалист педијатар пулмоалерголог и која што гостува во името на поликлиниката Сити Медика од Скопје, која што се наоѓа на булеварот Илинден или Илинденска број 107 во близина на гимназијата Орце Николов во Скопје. Зборувајќи за гастроинтестиналниот тракт, уште еден аспект, кажавте вие, покрај губењето на течностите или дехидратацијата, сигурно е нарушен и електролитскиот дисбаланс, токму кај дечињата. Во секој случај, значи треба прво да се намали таа надражителната состојба на желудчето. Се ствара голема количина на киселина.
Да. Значи во таа состојба секојаш треба да се дадат и електролити. Електролитите се губат, калиум си со повраќање се губат електролитите, натриум бикарбонат и друго преку ентералната инфекција, преку честите столици детето што ги губи. Кои што се специфични за таа состојба. Обавезно треба да се надокнадува. Секогаш треба да се почне со надокнадување на електролити во таа состојба. Ги имаме следните две јавувања, верувам ќе имаме повеќе среќа. Добар ден. Ало? Ало, добар ден, ве слушаме. Добар ден. Поставете го вашето прашање. Не знам. Ало? Да, ве слушаме. Дали вие нас не слушате? Да, ве слушаме. Добар ден. Да, добар ден уште еднаш. Го слушаме и го очекуваме вашето прашање. Ало, ја поздравувам докторката Марија Христова. Благодариме. Поздравувам мајката на Николче на телефон. Драго ми е. Многу ја поздравувам. И едноставно многу и се заблагодарувам, а она тачно знае за кој дете се работи. Да. И благодарение на нејзе, Никола ми е голем јунак. Да, мајка. Со здравието, тоа е чудо колку сум ви благодарна. Да, нека е жив и здрав Никола и благодарам што споделивте ваши позитивни лични искуства со професор доктор Христова. Дали на втората линија имаме се уште јавување? Добар ден. Ало. Ало, добар ден, господјо. Добар ден. Одлично ве слушаме. Вака, еден голем поздрав до докторката. Имам едно прашање. Благодариме. Имам синче 4,5 години. Веќе 6 месеци, себе 7 месеци по терапија на флексотиде и назонекс во носето. Имам прашање, он значи од една годинка имаше чести респираторни инфекции, значи доста беше болежливо дете и се уште. Па ме интересира, од август месец не ставија на терапија на флексотиде и назонекс поради високо ИГ. Сме правили алерготестови неколку пати до сега и преку крв и кожните сокрепкање и сите ни имаат изгледано негативни. Прашањето ми е, значи, ни дадоа од козле терапија флексотиде и назонекс прскаме во носето. Дали мислите дека високо ИГ кое што достигнуваше до 2000 и нешто, значи ако било дозволено сега, мислам дека до 100 беше дозволено, нас ни се движеше до 2000-2500 во последната година дена. Дали е тоа доволен показател за да се продолжи оваа терапија и како не знам, совет да ми даде колку прилика оваа терапија се прима, како се намалува постепено. Дали ова доволно, професорке, за совет? Доволно е. Благодарам за вашиот интерес. Фала многу. Пријатно. Пријатно. Детето на 4,5 години, до 4,5 години имало често респираторни инфекции. А тоа ИГ ето е знак дека е детето, серумскиот ИГ, дека има алергична компонента, ама толку високо ИГ може и некоја хелминтиаза, паразитоза во цревните, во цревата, паразитите, хелминтите, може да направат, да дадат такво високо ИГ. Само заради високото ИГ да се дади топичен кортикостероид, фликсотидето го дадоа, се дава ако има манифестација од страна на белите дробови, мајка. Ако детето ви прави чести обструктивни компоненти, ако е формиран инфилтратот на бронхот, и тој топичниот кортико се дава за да се повлечи тој инфилтрат, а не да се намали имуноглобулино Т. А назонексот, топичен е, тој се дава во носот, го дава спрејче во носот. А тој исто така при манифестација, затнато носе, хиперплазирани конхеназале, значи пак тој инфилтрат да се намали. При дете кој што нема алергични манифестации од страна на тестовите, да рече дека негативни. Која беше причината што е дадено, не можам да кажам. Осим да, ако сигурно правело детето некои обструктивни компоненти што мајката не ги кажа, само дадено е рече тоа, не е лошо и да го видиме детето. Да. Сепак за консултација јас се упатам. Може да дојдат било каде, и во Медико Марија и во Сити Медика.
да ве консултираат Да за се повеќе информации. да. Уште малку имате време, доколку сакате и имате можност, повелете, јавете се денес во Фактор здравје. А професорка Христова, со оглед на фактот дека кажавме и ги споменавме аспектите, во сите нешта кои што ги кажавте и кои што ги презентиравте, имунолошкиот систем има централна улога. Намален имунитет, значи влезна врата, би рекол, повеќе и за вирусни и бактериски инфекции. Сигурно. И честите вирусни инфекции, честите бактериски инфекции, намалена исхрана, исто така многу е битно. Рахитичните состојби, деца кај што не се надокнадува со витаминот D3, исто тоа го намалува имунитетот и доведува до хроницитет. Хроницитетот, нажалост, е состојба која што треба по-озбилен однос према. Да, тоа сакам да го поврзам со имунолошкиот систем, кога акутните инфекции може да преминат во хронични. Дали покрај несоодветниот и ненавремен третман, сите овие навики доколку не се применуваат, може да доведат. Една состојба на горните дишни патишта, како што е, например, воспалителни компоненти на тонзилите. Или крајниците. Крајниците, тоа се тонзилите, крајниците, гнојни чепови, присутни бактериски инфекции, доведува до хроницитет. Синузитис, секрет кој што се слива позади по епифарингсот, се слива во долните дишни патишта. Го оштетува бронхот, оштетува зидот на бронхот. Поред зидот на бронхот се оштетува паренхимот. И тука веќе се појавуваат рецидивни, обструктивни состојби, бронхити, рецидивни, кои што понатака доведуваат до состојба која што е и кај поголемото дете можеме да сретнеме и хроницитет, како што е кај возрастните, ХОП, опасната болест. Или хронична обструктивна белодробна болест. Да. Она што сакам уште како завршница и едно што како мисла го имам од вас секогаш научено и јавно сте го кажале и го подсетувам, дека ваша цел пред се како педијатри е горните респираторни инфекции или афектот да не се спушти на долните. Најважно. А и тоа е мисијата на педијатрите. Најважно е било која етиолошка или причина да биде. Било која етиолошка, само треба да се спречи, да се симни во долните дишни пати, да се задржи. И алергичната компонента која се појавува горе, во горните дишни патишта, треба да се направи напор, постојано да се дренира, тој секрет да не се спушта долу, да се дренира на секаков начин. Да се исфрла, да се најде начин. Да го исфрлат и да поголемото дете да знае самото да го дренира, да се дренира, а помалото дете да се го дренира лекарот. Сигурно. И пред да ви се заблагодарам, уште едно јавување имаме за крај денес во Фактор здравје. Добар ден. Добар ден. Господјо, ве слушаме и вас, во програма сте. Ви се молам, сакам да прашам, имам внука од 7 години, кога имаше 4,5 години и беше откриен автоимун нефритис. Добро. Добро, тоа е, да. Автоимун И нефритис. беше лекувана тука на клиника со кортикостероиди со пронизон. Добро. Но тие после се иселија во странство и таму и дадоа сируп неорал синдомин циклоспорин. Добро. Имате ли прашање или само сакате? Да, сакам да прашам дали лекот е адекватен за оваа диагноза. Дали ова доволно, професорке? Да, доволно е, не. Да, Тоа е од друга област, ама тоа е аутоимуно заболување, затоа го имате овој лек дадено, ама ние имаме на клиника многу добри професори, нефролози, детски нефролози, кои што ги лекуваат овие состојби и не е лошо, бабата рече, баба е, да си се обратите на детска клиника, на нефролошкиот оддел, убаво ќе ви објаснат дали треба и понатака во странство да се лекува или да се лекува тука. Благодарам и за ова јавување и за вашата соработка денес, а најголема благодарност до вас, професорке, што бевте денеска во Фактор здравје. Уште многу успешни интервенции да имате во Сити Медика и повторно да ве видиме во Фактор здравје. Благодарам за поканата. Јас сум задоволна со вашето вашето студио и понатака секојаш ви сум
на располагање кога ќе ме повикате. Благодарам и насмевката и енергијата секогаш ја носите во позитивна насока. Уште еднаш многу успех ви посакувам и добро здравје пред се, а за дополнителни информации со професор доктор Марија Христова и во однос на закажување термини ве упатувам во Сити Медика на 070 240 919 или на 0230 55333 и 0230745545. Овде ја затвораме оваа програма, оваа емисија на Фактор здравје, а новото продолжение ќе го отвориме утре на исто место и во исто време. До тогаш пријатно.